Значи, денес во училиштето Сандо Масев вработените влегоа во штрајк и ја почитуваат одлуката на Советот на СОН која беше донесена уште пред повеќе од 5 месеци, значи уште за кога беше донесена одлука да се штрајкува од 1 септември, потоа таа одлука беше ставена во мирување, се со цел за да се дојде до некој заедничко решение помеѓу ресорните министерства и СОНК, но после преговори од 3 месеци не дојдовме до заеднички решенија и Советот на СОНК донесе одлука да со првиот ден од второто полугодие во учебната година, значи 21.2015 година, вработените во образованието, науката и културата влезат во штрајк. Вработените во Сандо Масев ја почитуваат оваа одлука и значи од денес влегоа во штрајк. Во врска со децата, значи децата дојдоа од Сабајле во училиштето, но наставниците, бидејќи штрајкуваат, значи тие седат на работното место, не извршуваат работни задачи и за децата е одговорен работодавачот, односно директорот. Треба да одлучи што ќе прави со децата. Тие беа овдека, седеа на 1-2 часа и си заминаа. На ниво на општина Струмица, во сите основни и средни училишта, штрајкот се спроведува, значи вработените се во штрајк и се изведува на ист начин, значи со седење на работното место во одредена просторија и со недржање на настава. Штрајк има исто и во градинките, зборувам за Струмица, инаку во Струмица и Радовиш, за разлика од Струмица, во Радовиш и покрај тоа што некој дел од вработените сакаат да штрајкуваат, но таму се работи, значи нема штрајк. И исто е и во помалите општини Конче, Василево, Босилово и Новосело. Значи таму меѓу вработените, дел од вработените биле за штрајк, дел биле за да работат, некои на почетокот не работеле, но потоа сите почнале да работат, значи таму се има настава денес. Инаку од информации од колеги знам дека штрајк има и во другите општини, значи во Битола, Кичево, Гостивар, Тетово. Не е целосно, но деломно, но се спроведува штрајкот.